Србија е најголем сојузник, а Бугарија најголема закана. Така се произнеле граѓаните на Северна Македонија во теренската анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ во февруари годинава, спроведена на репрезентативен примерок во рамките на поголемо истражување во земјите од Западен Балкан. По Србија, втор најголем сојузник се САД, па Турција. На високото четврто место изненадувачки е Русија, која пак е втора на списокот најголеми закани по Бугарија, а пред Косово и Албанија. Кај македонските граѓани од светските лидери најдобро котира турскиот претседател Реџеп Ердоган со 66% позитивно мислење. По него е рускиот претседател Владимир Путин со 49% поддршка. Трет е американскиот претседател Бајден со 37% позитивно мислење. На прашањето каква треба да биде надворешната политика на Северна Македонија, 31% одговориле само проевропската унија и прозападна. 23% рекле Запад и Русија подеднакво, 12% сметаат дека треба да биде прозападна, но и со релации со Русија. 34% сметаат дека руската агресија врз Украина е целосно неоправдана, 24% дека е донекаде оправдана и 9% дека е целосно оправдана. За тоа кој е виновен за војната, 38% одговориле двете страни, 17% дека вината е кај Русија, а дури 27% дека Западот е крив. Големо мнозинство од испитаниците, 68% од нив, се изјасниле позитивно на прашањето дали би гласале за приклучување кон Европската унија. 13% рекле дека ќе бидат против. 50% од прашаните граѓани безбедносната ситуација ја сметаат за задоволувачка, но 32% сметаат дека има шанса за конфликт во земјава во блиска иднина. И од нив 37% мислат дека тоа би се случило поради тензии создадени од другите етнички заедници. На прашањето дали верувате дека корупцијата е сериозен проблем, дури 72% од испитаниците одговориле дека е многу сериозен, а 18% дека е сериозен проблем. Како најкоруптивни елементи од општеството се сметаат политичките партии и нивните раководства, а многу блиску е и судската власт. Корупцијата е на високото второ место за граѓаните на земјава на прашањето кој е главниот проблем. Предничат економијата и високите цени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.